темата, слушнете ја добро, природните убавини на нашата земја привлекуваат голем број домашни и странски туристи. Република Македонија или нашата земја е обкружена со голем број странски и домашни туристи. Природни убавини се езерата, реките, планините. Нашата земја е обкружена со голем број странски туристи кои доаѓаат во нашето училиште, зашто нашето училиште прима и странски и домашни туристи. Мојата струка, јас што ја завршив, ми беше кенлерка. Ја одев низ целата Македонија, по хотелите во Охрид. Таму има секое лето странски туристи од други земји и домашни гости. Нашата земја не е толку убава со природни убавини, затоа што е загадена околината на водно. Најубава природна убавина има во Охрид, Струга, Маврово. Најмногу странски и домашни гости и природни убавини има во Охрид. Најмногу домашните и странските туристи одат во Охрид. Заради реакција, одмор, расположение, прошетка. Најмногу странски и домашни туристи одат во Охрид заради убавите природни езера, и тоа Охридското езеро, Преспанското езеро и Доиранското езеро. Во Охридското езеро природни убавини има целото езеро и позадината. Убава е со природни убави цвекиња, со природна убава трева и со природна убава летна бавча, со убав чист воздух за странските и домашните туристи. Охрид е убав град, со многу странски и домашни гости, кои ги привлекува нашата земја, што поубава за рекреација и одмор. Природните убавини на нашата земја ги привлекуваат гостите да одат на одмор, да се одморат, рекреираат со убавите гласови на птиците, ластовичките, на бумбарите, на пчелите, на пеперутките, на сите убави природни убавини. Лично мислење за потребните работи, кои што треба да се направат за целовито да се искористи природните убавини на нашата земја. Нашата земја треба да преземе мерки за да изгледа нашата земја што поубава и почиста, да нема врлање книги или отпад на улиците, да не се кара со постарите и да има почит кон старите. Нашата земја треба да ја чуваме и браниме, да не изгледа што поубава како и другите земји. Ете, тоа беше писмената работа по македонски јазик и литература, работена на завршниот испит во јуни на 11.6.99 во средното угостителско туристичко училиште. Темата е, повторувам, природните убавини на нашата земја привлекуваат голем број домашни и странски туристи. Јас кога пораснав бев на чист воздух и убавина во Охрид, на планина, и многу убаво си поминав. И јас кога се запишував в средно училиште, прво сакав во трговачко, а после се решив во угостителско училиште. Кога појдов првиот ден, прво ми беше досадно, а после се вклопив со другарки и ми беше убаво. Кога ја почна прва година ми беше многу убаво и на крајот кога ја завршив прва година ми беше жалоти кога се запознав со другарки. И после кога дојдов во втора година, кога ги видов другарките ми беше многу убаво и ја почна втора учебна година. На крајот на втора учебна година ни дадоа на летниот распуст да одиме на пракса за слаткари во Гран Хотел. Еден месец и ми беше многу убаво. И кога дојдов во трета и последна година, ми беше најубаво зашто се одделував од другарките од клас и се изборувавме за матурата и што ќе носиме за вечерта. И одевме на пракса во Гранд Хотел, Континентал, Житолук Стопанско и Египет и друго. И кога дојде да се одделиме од школо и од другарки, ми беше многу жал зашто во мај се распуштаме и одиме на пракса 10 дена. Кога завршивме пракса се договоривме за матурска вечер и кога дојде денот за матура ми беше најубаво и си помина најсреќна. И после кога дојде кој за школо, за на пракса и се завршивме на право и тоа се беше. Туризмот и угостителството е најубаво се објектите и летните и зимските објекти. И јас сум одела таму на пракса и јас можеби би сакала да влезам во тој објект во што сум била на пракса. И јас така го знам туризмот и угостителството, зашто тоа учев школо и ми беше многу убаво во тој објект завршив и ќе почнам да работам. И толку.
Благодарам за Нета Трпевска, спикер